Почитувани гледачи, денес се наоѓаме во населеното место Дојран, поточно во близина на Доранското езеро. Денес со мене е член од председателството на новоформираното друштво Дојранска мандра, господинот Никола Ризов. Како сте, господин Никола Ризов? Одлично. Ловната бавено. сезона, гледаме, почната е некако за лов на караш. Има многу, гледаме чамци доле во езерото, многу рибари. Има. Пушта ли езерото во овој период од годината она што сакаат риболовците да го уловат караш конкретно? Буквално за карашот, значи има доволен број на риба, доволен број на риболовци, значи кои се задоволни од нашата од уловот и од вашето. Да, и од нашето стопанисување, благодарност на концесионерите што се прекрасни спрема нас за нашето новоформирано друштво. Од кога е формирано вашето друштво? Па нашето друштво Дојранска мандра е формирано веќе година и нешто, кој брои веќе околу 50 на члена. Јас сум во одборот на председателското друштво, така да гледаме да биде прекрасно за риболовците кои не доаѓаат од цела Македонија, па и од странство, од соседните држави. Така да ова година беше интересно, буквално за добар улов на црноперка, на караш. Сега веќе тоа е веќе при крај. Сега ќе почне за скоро и веќе почнато е ловот на крап. Спортски збори. Има ли веќе уловено некој примерок на крап? Да, пред 4-5 дена има уловено добар примерок, околу 11 килограми. Тука на Дојранско? Збориме, на Дојранско, кој веќе е почнато. Овие 3-4 дена беше ветровито, па малку, знаеш, затишје. Иначе сега буквално го дава добри температури и ќе биде топ. Би требало да пошто јас сум рекордерот во Дојран на спортски риболов. Тоа сакав и да ве прашам, вие сте риболовец долги години? Да, долги години од мали нозе, така да сум определен и на ситна и на крупна риба, али имам рекорди на сом и на крап. Колку е големината? Најголемиот сом го имам извадено 120 килограми. 120 килограми? Овде на Дојранското езеро? Да. Браво. 2,60. Како го извлековте? Јас знам. Може ли да доловите на нашите гледачи? Може, тоа беше борба околу саат и 40 минути. Сам се боревте? Никој не ви помогна? Со сопругата, заедно одеме по риболов. Сопругата? Да. Браво. И она е риболовец, така и она ни е во друштвото. Иако е жена, е добар риболовец. Така. И имам и крап извадено добар примерок, рекорд во Дојран исто. Така, ме интересира на крајот на извлекувањето на сомот, како го извлековте? Пошто станува збор сепак за капиталец. Да, не знаев додека не го извадив. Не има ли некој уловено поголем капиталец на овај за не? Вие сте првиот и единствен што има извлечено толку голем сом? Имат вадено по 50, 60, 90 килограми има. Во кој дел го уловив? Ја го ловев меѓу Стари Нов Дојран. Со чамец, така? Со чамец внатре, да. Успеа само да го повлече чамецот или? Па не, зашто таму кај што ловам имаше стари врби. Кога беше бегано езерото. Кога беше повлечено? Да, кога беше повлечено, значи имаше некои врби стари и јас бев врзан буквално за самото дрво. Имам и сидра, пушто не е тоа буквално страх. Сепак станува збор за големина. Големина, страшна големина, чиста среќа бев на отворено. Буквално е на отворено. Вие стрикно идевте на лов на сом, имавте тако мамец, бевте спремни, значи, за сом. Стрикно одев на сом и одам се уште. Буквално најдобри резултати ми дава на караш. На караш, така? Да. И тоа малку, да не давам некои инструкции за другите, тие се некои тајни. Ако вие може да си го кажете вашето... Значи тоа е... Докаде може да идете со издавање на вашите тајни? Малку тоа се дзрцнува рибата да прокрвари. Така. И он напаѓа на повредена риба, на крвава. Така да имам добро искуство со тоа. И како го излеговте на обала сомот? Па не го вадев на обала, по 3-4 пати враќање, пуштање по 200 метра, па
врати се назад, па пушти, кога ќе дојде до чамецот, го осеќа чамецот, значи таа е сила, те осеќа ти си И тука. крајот ме интересира. Крајот е многу интересен, кога дојде веќе негде се дигне над вода, веќе по 5-6 пат довлекување до чамец. Кога го видовме со сопругата, тогаш почнаа нозе да ме стресе. Не знаев колкава, мислев дека е убава голема риба, пошто имам искуство со големи риби, ама ова беше чудовиште, 2,60. Да. И сопругата имаме професионални кепчини, големите. До гушкање и двајцата. Натре во чамец. Помошник. Сам тешко. Тешко, да. Тешко. Не може со една рака да го додржиш, па со една да вадиш тешко. Би требало уште умор. А од крапови капиталци нешто? Од крапови имам исто така добар капиталец извадено. Каде? Тука на Дојранско исто? Да, 32 килограми. 32 килограми, чудо од риба, 1,42 м. Тие некако се поборбени од сомот? Даваат поголема пргавост или? И двајцата се борбени. Значи, зависно од големината, знае и мала риба да биде борбена, ама големите се страшни. Дека со комуникација со рибариве кажуваат дека еве рибите што ги фаќаат по Грција, краповите се попргави вика од нашите доранскиот или било кој крап. Не е тоа некое правило, така да зависно од кој период на годината се фаќа рибата. Така. Зависно. Сега кога се фаќа веќе е нели како да кажеме пред мрест трудна. Така, да. Значи, она не е таа сила што ја има, за разлика после мрестот. Значи, она добива сила негде јуни, јули е доста активна, топла температура, има топла вода. Значи, топ. Да. Значи, тогаш е во таа сила, која треба да биде септември, е борбена, страшно добра. Веќе паѓа, значи, октомври, паѓат и температурите, она се спрема за легнување веќе, за зимување. Легува во тињата и зимува. Да. Не значи да не е зимува буквално, ама не е таква активна, силна. Кога прекинува активноста на крапот? Активноста прекинува зависно од температурите. Значи, кај нас водата е доста топла. Така. И во октомври имаме страшни резултати на крап. Ја мислам дека октомври најдобрите резултати ги пружели. Па да ви кажам, некаде мене ми се најубави резултати некаде средина на септември до крајот на септември. Така. Од 15 до 30, тие 15 дена ми се оставиле страшни впечатоци, пошто сум, значи, од тие риболовци што не чекаат на среќа. Значи, прво си го подготвуваш теренот, храна место околу 30 дена. Така, значи, со длабинци, на тапаловите? Зависно од периодот, значи, овој период сега знам да ловам и на тапа и на фидер системи, значи. Да. Интересно е кога ќе почне веќе алгата, кога ќе се дигне тревата, не можеш веќе на фидер на дубинско, како викаме тоа на уловки да фаќаш, така да пошто паѓа. Закачува доле во тревата. Доле паѓа храната долу во тревите, не може да. После си фаќаме на тапи, горе го бараш, он на тревите оди. Така, организирате вие како риболовно друштво некој надпревари тука? Да, сега сме во тек, значи ќе имаме надпревари на риболов во крап. Така, крапски риболов? Да, сакаме да повлечеме и туристи со тоа, да дојдат риболовци, да размениме и знаења и едновидување. Со представници од Македонија или ќе имате? Со представници сме сега од Македонија, да, сега сме во тек на да се договориме со едни српски колеги, исто, да размениме. Значи, тие кај нас, ние кај нив. Да. Една соработка. Па таа е соработка, значи и пријателство. Каде би се организирало? Тоа да се, ако се организира, ќе биде на кај што држи градска плажа. На градска, тој дел, да, така. Тој дел. Од бетонскиот дел, тука? Од бетонскиот дел. Буквално и би се надпреварували од обала, што ви кажа. Буквално од обала. Од обала. Тоа ќе биде на плажа, пошто уште не е почната сезоната. Така. А во кој период од годината планирате тоа да го? Тоа планираме некаде после забраната, значи забраната некаде ќе биде мај месец, после мај. Да, после мај. Почеток јуни некаде така. Негде средина на мај ќе биде. Колку учесници е предвидено да учествуваат? Предвидено е моментално да има околу 30 учесника. 30, да. За гостите од странство колку места ќе бидат? Имаме за гостите од странство имаме околу 10 места. 10 места. Да, тоа ќе биде екипно, така да ќе бидат сместени. Фидер? Да. Фидер ќе се. Фидер.
Така да интересно е да имаме размени, значи убаво е луѓето да ни доаѓаат во Дојран со таа Дружење. убава мисла на, значи, на убавина, на одмор. Луѓето доаѓаат заради дружење. Првенствено ради дружењето риболов. Нај. Друго е кога ќе дојдеш во Дојран, имаме воздух. Првото ни е Така. тоа. Да се изнадишиш. Храна имаме, неверојатна. Ќе видите после ќе направиме. Знаете да спремате нешто? Нема што не подготвувате? Нема што не знам да спремам од Од риба, риба? буквално, значи сум учел од стари мајстори, Значи така не да. само риболовец, вие сте и гурман Да, поугостител сум 30 години. во угостителство или угостител сте? Сум. Сте угостител, добро. Да. Се надевам ќе имаме можност да видиме како спремате. Мислам дека ќе некои видите видови на риба, така. и во живо и ќе осетите. Добро. Да Ќе видиме. вкусите тоа кога се гледа Да. не е исто Едно додека е не да се види, вкусиш. други да се вкуси. Фала. Па добро. Друго е нешто да добро. кажете во врска со вашето друштво? За нашето Риболовно друштво, риболовно друштво, моментално сакаме да направиме проширување. Проширувањето е во тек, имаме уште луѓе заинтересирани луѓе. Спортисти, збориме за риболовци што сакаат буквално да членуваат во нашето друштво, бидејќи имаме апартмани, имаме Сместување, значи Сместување. обезбедувате сместување како за гостителство, како така и за и за домашните нашите, тук така. Македонија, да. Пошто еве, скап бензин, да тргне од Скопје, да Так. тргнете, ви треба 50 евра. Да, тоа е. 50 евра се пари, ама ако останеш 2 дена овде, Ем одморен, ем одморен, ем ти ги видиш Спортски. убавините на Фала Дојран. Богу, тоа е Дојран. Имаат малку њој да- живот, па и Имаме кафани, имаме кафичи, има плажи, има убавини. гостопримливи луѓе секако. Ние сме гостопримливи, тоа ни е на врх, Така да. тоа ни е на прво место, дефинитивно. Сакаме да бидат Дружењето, риболовците Задоволни. задоволни, да, затоа и чуваме, значи без чување риба нема да има. Ова Се изнемуваат чамци за Да, така, тука исто и тоа. имам и видовме јас дека исто, има. имам и јас исто И вие чамци, издавате, да, да. имам чамци, издаваме на риболовци унапред резервирано телефонски за кои денови како што, па дури ние сме тие што ги упатуваат со времето. Значи временската прогноза Како секој и му гледа. кажуваат, ако не е во ред, ние значи да не го тепа па патот. нема што вика. зошто да ги троши тие 50 евра Така. за гориво, не е 5 Не е километра, поентата само збориме така, 200 така. километра. Така да зашто да има трошкови, ние веќе знаеме времето, го пратиме секојдневно. Така. Дали е добро, дали има ветар, дали нема, како е, значи активноста на рибата, дали јаде, дали не јаде, како е. Значи тој вид на соработка го пружите. Соработката ни е прекрасна со рибарите, така да долгогодишно искуство имаме. Сакам да ја прашам во врска со екологијата на езерото, како пошто има некаде гледаме смет фрлено дали од рибарите, дали од посетителите на езерото, некој апел до сите посетители Имаме ние многу случаи од тој аспект. од еколошки аспект. Од еколошки, да, имаме, значи, буквално голем проблем со тоа, има многу културни, ама има и не. Доволно да е 2% од оние културите, сликата ја грубат на Не е убаво, бидејќи доаѓаш, смет фрлаш по плажа или во чамци оставаш смет, не е убаво. града слика. Значи, ние сме културни. Туристичко место. Културни особено сме, што Дојран е како и туристичко да е, место. еден риболовец е културен, знае како треба. Своето ѓубренце, так во кеса имаш континерче, излегуваш надвор, фрли го. Немој во езеро. Така. Греота е. Тоа е нашата убавина. Значи, За тоа жал може да кажам дека мал број на тие индивидуи, нема да речам рибари, бидејќи има и посетители. Да, и кои- да. Мал број е на тие, но ете, ја груба сликата на не е баш на езерото. пријетна слика за гледање, бидејќи има многу убав број од нив што знае како да се понаша со природата. Така, да. Значи, си знае, културно скоцкано, дали пиел кафе, дали пиел сокче, стави го во кеса, Мора да поработиме. доручкувал И вие книжки. како друштво и ние како Фала. медиум да поработиме Да. нели на Убаво, случајот. убаво е да си го Малку да ја си- подигнеме свеста кај нас, Да. самите нас. Самите Не мора да ние се треба да риболовци, бидеме. така, да покажеме пример кон останатите дека
Ете, треба да се грижиме за природата, Треба да да се оставиме грижиме. чиста за нашите генерации кои Ама доаѓаат ние после ние нас. даваме пример за нашите генерации. Така е. Они Имаме, учат од имаме нас. деца, тие деца копираат од нас, гледат како треба. Така е. Ја, мојата керка и синот, кога ќе ги ставам во чамец, на излегување гледат нешто ако паднало храна, што сме хранеле за на рибата, Така он е. да ја собере, да ја фрли во контејнер. Така е. Или внатре ја собере во ранец, па дома ќе ја фрлиме. Во контејнер не е тоа шала, значи он гледа од мало. Така, гледаме по западните земји како е тоа уредено, како се грижат. Дури и Прекрасно. нашите ете рибари кои идат таму или гости кои престојуваат во тие природни убавини нели Да. во западот, другачие се однесуваат, а кои ќе дојдат овдека им се менува наеднаш Одмah навиката. се менува. Така. На што се должи тоа? Што Тоа мислите се вие? должи на во запад. Збориме во западните држави, значи имам примери многу. Вика кај нас не смееш да фрлаш пикавец, не смееш книшка да фрлаш, те казне право 1000 евра, не знам што. Тоа е најубавото. Значи лекот е казната. Казна ги остават значи буквално сите ѓубриња по плажа. Така. Тоа е грда слика, значи колку луѓе ние треба да имаме во комунално. Општината не е крива. Вика лошо. Зошто е лошо? Тоа лошо е од нас. Ние фрламе таа грда слика Не за може да гледат. луѓето кои чистат, кои Ама не може кои се тоа, занимаваат со тие се комунална 10 хигиена, луѓе. не може да очистат колку ние, нашата несовесност, што може да ја оставиме на Таа е убавината, значи еве, види, убавина, значи имаме прекрасно езеро. прекрасна гледка има од Гледката ни е, што да ви кажам, во интервју, значи, прекрасна гледка на езерото има. Гледката ни е за мерак. Интересно е што рибарите кога ќе дојдат да се вратат пак. Така. Еднаш кога ќе видат да се вратат повторно. Да оставиме добар впечаток. Фала Богу. А, Тоа вака е да ве во вината прашам, од Дојран. нешто со криволовот, со проблеми со Со поставување на мрежи, со како криволовот, е решен тоа случајот? е решен проблем од страна на концесионерите. Така. Ни се драги пријатели, поздрав до нив. Значи, буквално оваа сезона, значи, беа Значи сведен е на минимум беа криволовот. толку одговорни, така да, значи, немаше пуштање мрежа, Така. додека спортскиот риболов Во беше тек. во тек, немаше ни мрежа, ни во близина. Значи, буквално, топ. Значи, спортските риболовци си беа спортски риболовци на плажата овде, кај стејдж, значи, се чуваше рибата, секоја сабајле доаѓавме у 5:30, за да ги браниме рибите од птиците. Пошто птиците ги носат, ама птиците знаат и да ги земат. Колку може да да ги изеде однесат. една птица? Па овие кормораните што се, Така? дневно може да изадат од 3 до 5 килограми. Дневно, Да. една птица. Да. Тие се, значи, страшно чудо, не знам. Тоа јас имам гледано во Идат програма. во големи јата? Тие доаѓаат во јата од илјадници. Илјадници. Е, замисли што сега. значи? Тоа е илјадници, ако влезе на јато риба, И еве пример Летат Илјада, тонови. 5 тони риба за Тонови. момент ќе исчезне од езерото. тонови јадат за 10 минути. За 10 минути. Затоа тие се од старо време, значи од дамнешно време, тие се помагатели на риболовот. Така. Значи ја носи Тие носат рибата. ја носи рибата од дубината, ја носи кај што се чува. Во плитките води, кај што фаќате еве сега моментално пецарошите. Ако не е она, не може таа риба да се собере на едно место. Така. Да има Значи, многу. ти помагаат Има. на риболовството. Фала Богу. Значи тие се помагатели. Добро. Без нив тоа е. Значи кој да сака Дојран, дојдете, гледајте го со убави очи. Така. Значи да уживате. Ви благодарам на интервјуто и убавите зборови кажани, нели? Ви благодарам. За Дојранското езеро. А вие, драги гледачи, останете да не следите со нови елементи од риболовот во Дојран. Па се гледаме повторно. Сега ќе идеме кај Вујче Никола да видиме дали сето тоа што го кажа, дека уловил и сом и краб, е на вистина точно, да провериме на лице место. Ајде, со нас малку.
Еве го Вујче Никола. Добар ден. Ние со колегата тука дојдеме да видиме дали е точно она што го кажавте на интервјуто, дека сте уловиле и краб и сом. Да, значи нема лажење овде, Нема има лажење. на лице место. Сакам не да провериме. Сега проверите на лице место. Еве господин. Еве, ако лажем. Така. Ова лаже. Не лаже. Ова не се слики. Не се Ова е така. живо. Така. Ова е во живо. Колку килограми од прилика? Чиста 10 е крапот. Така. Еве сега на лице место ќе го спремам, пошто имам порачки. Пошто рековте дека ги спремате Да, ги спремаме и на жар. на специјален начин. Да, на жар и пржена, полнета, секако. Значи, ја спремам на многу начини, еве го и сомчето. Сомот е малку поголем, 13 килограми. Еве, 13 килограми. Еве го, живо е уште. Така. Сега и он ќе оди на касапница. Ќе го кркаме и него. На кој начин ќе ги спремите овие? Спремаме сега, ќе има и пржено. Ќе има и пржено, ќе има и печено на жар. Еве, жарта е при крај, за едно 15 минути ќе ми биде готова. Така. Значи, еве, со помагало малце, со фемчето, да не мафтам со рацете, за да биде малку Малку помодерен начин на загревање. Па да не ме боли лакта, знаеш, вака. Мафтање со рака. Раката слушам дека ве боли од излекување од Е, езеро. шала ова да се извади, ова. Ова има сила во него. На што рековте дека го извадивте? На домашна пченка. Домашна пченка. Домашна пченка, види го. Така. А сомот? Сега ќе биде вака. Сомот е на караш изваден, на малечко карашче, баран на дно, доле. Така. Та е, од сабале фатено. Е, денеска ќе му кажеме. Значи навистина сте мајстор за вадење риба. Трудувам, да. Толку ме бива. Тие што знаат повеќе. Се пофаливте дека и знаете да приготвувате. Да. Е сега за крапот на кој начин денеска ќе го спремите крапот? Денеска ќе го спремаме крапот печен на жар. Значи сега ќе го очистам. На кременадли или како? На кременадли, да. На дојрански се вели трефуле. На трафул. На специјален начин кај Вујче, како што се спрема и никаде на друго место, така? Ќе има секоја свежа риба дојранска. Се уверив не, сакав не да ви изненадиме од зад грб, но ве фатим не на дело. Ви благодарам многу. Еве, тоа ќе оди брзо, после на кременадлички ќе го направиме и оди право директно на жар. Тоа ќе биде прекрасно, поубаво од свежа риба нема, братко. Зачини што ставате? Зачини не ставаме зачини на рибата, која е свежа, значи немаш потреба од никаков зачин, само ја насолуваме, малку да отстои во сол, само во малку во брашнице, а кога ја печиме не ставаме ни брашно. Кога се пржи се става малку да не залепи. Да се вкуси Ќе ја вкусиме, вкусот ќе видите во како оригинал, изгледа. што вика без зачини. Како изгледа во свежа форма. Така. Без зачини, без ништо, само солче малку колку да треба сол. Значи дефинитивно не многу, али малку треба. Дали е за месо, дали е за риба, буквално треба сол на рибата. Добро, тука сме за вас, ќе ве следиме во секој чекор. Ви благодарам.